Време е за оброкот на денот. Во ова време некаде нешто пред 9:30 многумина можеби си го подготвуваат својот појадок. За многумина или за оние кои што станале малку порано време е за ужина, како и да е. Добредојдени се нови рецепти, особено во сезоната во која што се наоѓаме. Најавивме на почетокот дека нутриционист Емилија Спасовска-Мојсовска или нашата Еми, Нутрием, оваа сезона ни доаѓа за прв пат и есенски. Добро е да се поздравиме, но велиме и за есенско уживање ни е потребен добар имунитет. Слушаме колку е добро, тоест колку е важно здравјето, односно сите знаеме колку е важно и колку е нашиот, треба да биде нашиот приоритет, но ете така во секојдневни обврски, динамика и сето она кое што ни го животот ни го пружа со различни предизвици, понекогаш може да подзаборавиме. Така, на вистина, за жал, едно брзо темпо кое што го живееме и како што кажа гостинките, да заборавиме малку на стресот колку можеме, бидејќи од стресот произлегуваат многу здравствени ситуации кои што многу луѓе се соочуваат. Па така да и мојата денешна тема во поглед на здравјето и да се надоврземе со имунитетот, бидејќи имунитетот е многу важен, затоа што ние на начинот на кој што ќе го одржуваме нашиот имунитет зависи од храната што внесуваме и каква храна треба да внесуваме, односно богата со витамини и минерали, и на тој начин правиме и баланс на стресот. Секогаш сум говорела кога гостувам и со задоволство гостувам во вакви утрински емисии каде што можеме да споделиме и рецепти, да ги кажеме бенефитите од храната која што треба да конзумираме. Да, точно, храната треба да изобилува со свежи ензими, да имаме витамини и минерали, особено во овој период од годината, односно есенскиот период или зимскиот период, каде што бактериските и вирусните инфекции секогаш ни се на подем и на врата, и ние треба да направиме таква бариера да ги спречиме или па да ги олесниме сите оние вируси кои што ќе навлезат во нашиот организам. Тоа се смета дека се патогени организми и додека во нашиот организам кога ќе навлезат треба време да нашиот имунитет се подигне. Со секоја бактериска или вирусна инфекција паѓа имунитетот, паѓа нашата енергија. Она што секогаш го кажувам дека треба енергијата да биде на завидно ниво, а тоа и ќе го балансираме на тој начин и стресот, да имаме 3 главни оброци, доволно да биде нашиот организам хидриран, па на тој начин да го направиме и оној баланс. Сонот е исто така многу важен, а тоа исто така и важно што внесуваме од храна, бидејќи Б витамините, С витаминот, Е витаминот и Д витаминот се добри антиоксиданси кои што прават бариера на оние патогени организми кои што не сакаме да ни тече нос или да киваме и кашламе, тоа ни го нарушува ритмот на денот. Така да како што кажа, ние некако мора да го стартуваме денот, иако ја го стартував со едно овошје, ама денеска оставив простор па да се напиеме по едно смути тука. Тоа е со банана и со тиква, кралица на есента. Секогаш сме злодевни во почетокот, нели септември, октомври, кога издегува тиквата, дека кралица на есента е тиквата. Токму таа е многу важна да внесуваме во нашиот организам, па во комбинација со банана, може какао и урми да се додадат. Имаме еден добар почеток на денот за енергија, витамини и минерали, кои што навистина се добри за регулација на холестеролот, на триглицеридите, на стабилно ниво на шеќерот во крвта, така да добра дигестија, затоа што има и растителни влакна и каротиноидите, кои што исто така ни се корисни да ги внесеме во ваква форма, што не значи дека тиквата не може да внесеме и во друга форма. Таа може да биде печена, во моментов јас ја имам за денеска спремно испечена, меѓутоа може да биде и сирова, односно не печена, во комбинација со банана или па со семките од тиква, да не ги забораваме, бидејќи исто така тие се добри прочистувачи на нашето тело. А како подобро би го излекле бенефитот од тиквата кога е печена или сирова? И во двете опции, ама во сирова мислам да се даде предност. Добро. За оние кои што може така да ја конзумираат или да направат различен рецепт од тиква? Може секој да ја користи така, бидејќи не може да направи никаков проблем дигестивен, бидејќи апсолутно помага и за дигестија и да е во сирова форма. Ние сега ќе направиме смути, рековме од тиква и од банани, и дали уште нешто рече да додадеш? Па може да додадеме урми, може да се додаде малку какао, цимет и мечче дали има, ако нема
Би да сме во исчекување да го добиеме. Така, добро. Бидејќи во есенскиот период имаме многу овошја и зеленчуци кои што можеме да ги користиме и не за џабе во сезоната се појавуваат овие намирници кои што имаат благодет за нашето здравје, така да ќе може или јас да ти помогнам. Така, може да ми помогнеш, исто така и урмите кои што имаат доста растителни влакна, исто така помагаат за оние луѓе кои што имаат обстипација и констипација, отежното празнење на цревата, за да може да се поттикне нормално функционирање на дигестивниот систем. Може малку да се додаде и водичка, малку ќе додадеме. Какао. Може вака што викам јас директно од централа. Така, да. И симетот секогаш во било која комбинација е добре дојден. Вчера кога печев тиквата и син ми вика: "Мамо, колку убаво мириса на торта." Значи буквално и тиквата може да се каже дека е замена за без циметот никако. Тиквата не знаеме во комбинација со цимет и со мед и дополнително ако некој сака да си додаде нешто јаткасто, но велиме има широка примена, овој пат во смутито ќе конзумираме. Идам 2 чаши. Така, уште малце ќе додадам водичка. Можеме да ги ставиме. Изгледа ќе има само за тебе, затоа што ја помалце ставив. Ова не е нешто непознато. Да, но добро е да подсетиме. Така. Секогаш е добро кога се подсетиме на нека одлична комбинација. И многу често кога ќе дојдат клиенти, односно жени над 40 години, а веќе и ние сме во таа генерација, и секогаш што да јадам за хормонален баланс, бидејќи имам хормонален дисбаланс и така натака, не само со имунитетот, и покрај тоа, значи се соочуваме со некакви состојби во нашиот организам, така да се ова што е тука, се она што го кажуваме дека е во здрав и избалансиран начин на исхрана е погодна за оние жени кои што имаат проблеми со хормонален дисбаланс, односно во предменопауза, менопауза, жените постменопауза, што треба да внесуваат, секако ова се генерални препораки, меѓутоа се овој дар од природата што го имаме на пазарите во оваа сезона, во секоја сезона е корисно и за оној хормонален баланс. И затоа велиме многу често имаме во денешно време особено пристап до многу информации, велиме ја знам јас таа комбинација, го знам јас тој рецепт и така натака, но некако ни треба и затоа и почесто подсетување или повторување заради тоа што тоа не е нешто што се практикува еднаш или една недела, затоа што нели сега ни е ново, па ни е интересно и вкусно, а потоа ќе го занемариме, туку треба да се направи еден добар континуитет, за да тоа има ефект и апсолутно да се сменат оние навики кои можеби претходно не ни носеле. Апсолутно, значи секогаш кажувам, протеините, јаглехидратите, витамините и минералите кои што ги црпиме од храната, соодветен внес на омега 3 и 6 масни киселини, тука ќе ги најдеме во рибата, исто така јаткастите плодови. Толку многу работи имаме кои што може да ги избалансираме, да ги олесниме тегобите кои што природно се случуваат. Тој транзиционен период кој што се случува на секоја жена, па и на едно семејство, бидејќи кога жената е во тој период, цело семејство страда. Дали од психолошка гледна точка, дали од некаков здравствен проблем кој што се соочува со таа транзиција кој што ја налага. Така да се она што можеме да го направиме е да превенираме или да олесниме, да не спречуваме. Иако има многу ситуации кои што нели спречуваме одредени состојби и заболувања, меѓутоа превенцијата е со здравиот начин и избалансиран начин на храна. Уште малку. Добра. И ќе бидеме брзи за да го презентирам едниот рецепт што го има во дома направено. Ти ни донесе и благ рецепт, веќе направен, односно бомбици. Јас кажав, секогаш кога помислуваме на десерт, сакаме да си каснеме благо, а при тоа нели здравата храна или здравиот начин на подготовка да биде секогаш се посегнува по колаче кое што има прости шеќери. Секогаш опцијата е да направиме нешто здраво,
здрав десерт кој што нема да имаме пикови во, како што напоменав, нема да имаме пикови на шеќерот, односно гликемиите во нашиот организам, ќе ни дадат навидум енергија и потоа ќе падне таа енергија, а сме внеле шеќери кои што навистина треба да ги избегнеме од исхраната. После ова смути не ви треба ништо благо. Треба за десерт, меѓутоа после ручек. Секогаш, значи кога ќе направам режим на исхрана на клиентите или ако пишува десерт по избор и тоа важи прашуваат дали важи за секој ден десертот. Да, доколку имате потреба да земете, да конзумирате благо во здрава варијанта, како што се бомбици во здрава варијанта, може да биде тиква печена со јаткасти плодови или суво грозје да се додаде и тоа се рачуна како десерт. Меѓутоа, ние имаме ограничување во смисла десертот мора да биде парче торта. Не мора да биде. Десертот може да бидат вакви бомбици кои што се овие бомбици направени од урми, јаткасти плодови, малку рум има додадено и наутот, кој што навистина има протеини, има јаглехидрати, е добро за оние луѓе кои што имаат проблем со дигестија, за да поттикне дигестија, односно празнење на цревата, за енергија, која што се ја имаме во текот на денот. Не ги прави тие пикови како што една торта ќе изедеме. Но факти, верувам дека во твојата работа со клиенти, во нутрием, тоа е малку комплексно или потешко да се совлада, ако зборуваме за луѓе кои што до тогаш навиките им биле да десертот им е парче торта, вкусно колаче. Така или чоколадо кое што е... Да, нешто така кое што нормална асоциација за десерт и благо и сметат дека тој е единствениот начин на кој што можеле да се заблажат. И сега од тие навики да се премине на урми и како велат, нели, овоше кои што има доволно шеќери и кои не се нас потребни, некако се поскептични или не сакаат да ги менуваат навиките. Да, погледнете навиките тешко се менуваат, но треба да имаме доволно желба тоа да го направиме, да не ни биде наречеме нарушената здравствена состојба причина зашто би го направиле тоа. Така, па точно околу тоа десертот мора да биде она што сега го коментиравме. Меѓутоа кога една девојка, една госпоѓа, една жена ќе дојде на режим на исхрана која што навистина видела некаков проблем во крвната слика или ја воочил лекари констатирал дека има некаков проблем и се послушни, нели ќе почнат, меѓутоа на почетокот е тешко, не е едноставно од оние навики кои што биле претходно да се смени нов лист, нели, да се сврти нов лист. И важно е да не се откажуваат во тие моменти. Не се откажуваат, меѓутоа секогаш кога ќе дојдат им кажувам дека првите 3 до 4 дена или првата недела оставете простор за ние да направиме некаква промена, да се прилагодам јас на вас, вие на мене, да направиме некаква средина, за да сте вие задоволни, да не кризирате во смисла да имате потреба од благо или дополнително храна, бидејќи јас доволно оброкот сум го направила со 3 оброци и 2 ужинки, каде што во тој период кај ужинките има и вода, и овошје, и има јаглехидрати кои што се сложени. Навистина нема потреба од едно парче торта кое што има прости шеќери. И на тој начин го правиме балансот. Меѓутоа, психолошкиот момент, излегувањето од комфорната зона е она што ние треба да го направиме тој муабет со клиентите, дека се случува да имаат луѓето проблем, односно потреба, од која ќе почнат со режимот, бидејќи автоматски ние сме забраниле многу намирници кои што до тогаш ги конзумирале. И веќе кога ќе го направат чекорот, немаме никаков проблем. Затоа што се прилагодуваат на тоа, ги гледаат бенефитите, не може за една недела да се види крвна слика дека е се во ред, меѓутоа да дадеме простор 1-2 месеци, а за намалување на килограмите да не правиме проблем. Мислам да не правиме муабет. После 3 до 4 дена веќе го гледаат резултатот, дека се изфрлаат вишокот на вода и течности, бидејќи е направено менуто така како што треба, така како што препорачуваме ние нутриционистите, направена е соодветна анализа, односно анамнеза од клиентот и не правиме муабет за нешто што нема и нема потреба да за нешто што е невозможно или дека не може да се постигне. Точно, за да може да направиме баланс, треба малце и да го слушаме нашето тело, а не да отвориме во ладилникот и да најдеме намирници, односно да јадеме и за појадок, ручек и вечер во еден оброк. Значи, оброците треба да бидат 3 во текот на денот, а многу се соочуваме да не доручкуваме, да ручаме и вечераме. И тука да бидат измешани намирници и нормално ќе имаме
имаме здравствен А во проблем. ладилникот нема да најдеме, ако не го купиме, значи треба да внимаваме и што купуваме и што чуваме во ладилникот. Така да, од пазар свежи ензими, салати и така натака може да бидат корисни. Одиме сега на салата, салата која што е оброк салата, така, од ова што можам да го видам, нешто така. Оброк салата, да, затоа што е погодна, само пази да не те направам, Ивана, молим те. Не се случувало и тоа. Да. Значи цвеклото, ти си во бело, знаеме, да. Знаеме дека цвеклото и секогаш правам комбинации, некои чудни комбинации со цвекло. Ова е обарено? Ова е варено цвекло, каде што мојот рецепт е со калинка, со наут и суви сливи се додаваат во ова салата. Треба да се сечат сливите? Може малце да се Добро. Исечкаат, ама може наутот да го ставиш во салатата, а јас ке ги исечкам малце сливите и знаеме за бенефитите на сливите, исто така помага за дигестија, цвеклото, да не заборавиме, бидејќи во овој период од годината и многу луѓе се соочуваат со намалено железо или хемоглобин во крвта, страдаат од анемија и секогаш е тоа тема, односно кога ќе побараат за помош од нутриционист, имам ниско железо, железото ми е двојка, не можам да станувам, не можам да одам, нормално дека треба да се јаде храна која што е богата со железо и витамин С, така да цвеклото е идеална комбинација. Па друга кралица имаме на есента, тоа е и калинката, која што навистина има антиоксиданси и треба да ги внесуваме и да искористиме максимално додека ја има во сезоната. И оваа комбинација со наутот е исто така идеална, бидејќи има протеини и е погодна за оние кои што се на веганска или вегетаријанска исхрана, како мешунка, исто така е корисна, бидејќи има доволно протеини, дури повеќе од оние мешунки кои што стандардно си ги конзумираме. Морковчето исто така заради каротиноидите, ќе ставиме малку маслиново масло. Јас викам 2 супени до 3 супени лажици. И исто така лимонов сок. Јас сол многу минимално додавам, само тука не знам, ова е црвен пипер. Така можеме малце и ова да сол е. Да, сол. Да. Е минимално, значи кој што е љубител на солена храна и препорака за тоа во текот на денот да не е повеќе од 2 грама. Значи да биде ограничена количината на сол во текот на денот, бидејќи солената храна задржува вода во организмот и се појавуваат, значи ја украси за мерак. Може да измешаме малку при калинката да излезе на површина, дури и кората од калинката може да се исуши за да се користи како чајче и таа е добра за луѓето или дечињата кои што имаат диареја. Да, тоа може да потсетиме, сме го зборували, ми текнува, сме го споминали и тогаш беше како нешто кое што веројатно не сме го знаеле или многумина не го знаат. Значи треба да се свари како чај, така или да се да се попари и да отстои 10 минути, меѓутоа може и да се свари, најдобро е да се потопи да отстои, а исто така вакви зрна може да се конзумираат во текот на денот и тоа ја подобрува меморијата, исто така и несоницата, така да калинката има бенефити покрај имунитетот, исто така е важно да се внесува и за железото, за оние кои што патат од анемија, така да сите комбинации се добре дојдени. Ова е салатата и есенски бои, така? Есенската, да. Есенска салата со есенски бои и веројатно одличен вкус во кој што сека може да се ужива како еден убав целосен оброк, да го добиеме оно кое што не е потребно за да го внесеме или во еден оброк. Така, од бомбиците ќе пробаш можеби и сега или после емисија и да напоменам дека во нив има урми ставено, има јаткасти плодови, малку рум и има додадено наут, блендирано и се формираат бомбици. Во текот на денот 2 до 3, а може да се остават и во ладилник, односно во фрижидер, доколку не ги изеде некој од домашните и да има за ужинка во останатите денови. Да, одлично, значи една убава комбинација за оно кое што не е потребно во еден ден,
Смутито кое што го направивме со тиква и со банана и ставивме малку цимет, нели, И урми, да не изумам нешто. Потоа и оваа есенска салата која што рековме одлична како оброк кој што можеме да си го подготвиме да ни даде доволно енергија и сила во текот на денот и кажавме зошто е тоа се важно и се разбира десертот кој што би уживале во вкусот, би се заблажиле, а при тоа без грижена совест дека јадеме нешто што не треба. Така и не би можеле нели без десерт, ама да биде во здрава варијанта. Така е, да. И ми ти благодарам многу за овие рецепти, за тоа кое што практично како видиме во денешно време често знаеме да кажеме дека навистина има многу информации, многу извори кои треба да ги проверуваме нормално и начини како можеме да си подготвиме едно дневно мени, а сепак да се храниме здраво, но почесто знаеме да заборавиме што во недостаток од време, што можеби во други деструкции кои што ги имаме во текот на денот, но да се вратиме Ама во правиот тоа е изговор полосак. и не може да има изговор, бидејќи 3 оброци се подготвуваат за брзо време. Така да ние изговорите малце може да ги ставиме на страна. Да го вратиме фокусот на така. кое што треба. Така е. Затоа сте тука вие, нутриционистите, да не подсетувате, а затоа сме и тука ние, Мутринска на Телма, со нашата кујна и со овие оброци, исто така да ги подсетуваме нашите гледачи и да нудиме одлични рецепти како и овие денес. Ти посакувам успех, со нутрием се како што треба, безпрекорно работа. си работиме, работа дома, нели како викаат кучи посаа, така и кај мене, многу малку време за да се видам со другарките и пријателите, меѓутоа следна недела одам кај сестра ми да си ја посетам во Германија, така да тоа ќе ми биде еден убав одмор. Така, одишка и одмор. Ти благодарам што ете денес беше заедно со нас, се гледаме разбири во текот на оваа сезона Утринска на Телма со нови рецепти, веројатно и за нови сезони. Така. Кога ќе ни почне и зимата, па ќе ни треба нешто дополнително добро да се загрееме. Ти посакувам успех во работата, ние тука правиме нели завршување на оброкот на денот, ќе уживаме во вкусот, а и продолжуваме со Утринска уште малку.